Прекин на штрајкот и прифаќање на понудата од 10% линарно зголемување на платите. Уште еднаш повика министерот за образование Јетон Шаќири. Нови преговори со СОНГ ќе има, но нема да биде понудена повисока сума за просветарите, зашто според министерот требало да се има предвид кризната состојба во земјава, но и интерес од децата да се вратат во училиштата и градинките. Сакам што побрзо тој образовен процес да продолжи. И утре. Што се однесува до СОНГ, вие сами знаете дека ние имавме последен состанок со советот од СОНГ, каде во тој состанок се дискутира неколку теми и беше кажано тоа што сега е во јавноста, делот на покачување на плата во вредност од 10% или 2500 денари. Во меѓувреме се посилни се и притисоците. Во средното училиште Владо Тасевски, познато како ПТТ, на наставниците дури им се заканувале дека ќе ги избркаат од работа ако дадат изјава за тоа како тече штрајкот. Од СОНГ не се изненадени. Вела дека ваквиот начин на власта да стави рака врз просветарите ги преминувал сите граници. Наставниците кои што предаваат овде во ова средно училиште не сакаат да дадат изјава, се плашат од некои реперкусии доколку дојде до тоа. Очигледно е дека е поради притисоци, има некоја неубава позадина во оваа ситуација. Сите директори или инспекторати што ги бараат имињата и презимињата на штрајкувачите немаат право на тоа. И во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин има целосен прекин на наставата. И таму не сакаше никој ништо да каже. Учениците наместо на настава, во школскиот ходник продава и маици, зашто според нив досадата си го направила своето. Во средното медицинско училиште пак настава имаше само во неколку паралелки. Но овој чекор, велат наставниците, се одлучиле зашто од владата им се заканиле дека ќе им се плаќаат само при донесите додека штрекуваат, но велат дека се барал и нов заменски кадар. Од СОНГ остануваат на барањето за зголемени плати за 18,4%. По двете неуспешни средби минатата недела на повидок е нова, но барем засега нема најава кога ќе се случи истата.